Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Na Otca i Syna i Svetijog Duh. Amin. Возлюбени во Христовога, браќи и сестри, денеска Светата Црква Божја го празнува светиот архистратиг Михаил и сите свети ангели со кои што тој соборува и управува во духовниот безтелесен свет. Светите ангелски сили биле славени, признавани, почитувани и од сите до христијански народ, но на еден сосема погрешен начин. За нив ангелите биле исто што и боговите, ги обоготворувале и им се поклонувале како на божества. Се она што не му припаѓа, на тоа што постои и е подведено под категоријата создаден. А тоа значи дека и ангелските безтелесни небесни сили се создадени битија. И тие имало време кога ги немало. И ако е така, тогаш ние луѓето нив треба да ги почитуваме без да ги обоготворуваме. Зошто стариот пагански свет ги обоготворувал ангелските безтелесни сили, кучувајќи ги и демоните? Затоа што според нив злото и доброто се создадени категории. А тоа значи дека се создадени категории од добриот Бог и од злиот Бог. Поради што добрите ангелски битија имаат своја онтологија, свое битие, но и лошите, демонските битија имаат своја онтологија, свое битие. Во тоа е дуализмот на старите философско-религиозни системи, како што е, например, иранскиот, односно Зороастра, религиозно-философската концепција, која што имала силно влијание во стариот свет, но и многу еретици кои што отпаднале од лоното на Светата Црква Христова биле под влијание на старите гностички и дуалистички философско-религиозни системи. И сето тоа така било до еден собор одржан 5 години пред да се одржи првиот голем икуменски собор во Никеја. На тој собор ангелските безтелесни сили се спасени од дотогашниот идолатриски однос. Тие се третираат како од Бога создадени битија, кои што ги има за да му служат на Бога
i na svetot od Boga sozdaden. So тоа што? Духовниот свет, светот на светите ангели е создаден пред овој свет во кој што сега ние живееме и учествувале во создавањето на овој свет. Поради што Господ нив и ги обременил, ако можам така да се изразам, со одговорноста и со грижата за спасението на овој свет и на човекот во него. Потоа, ова одлука, соборска одлука на црквата, била потврдена од светиот архиепископ Александриски Александар и од светиот римски епископ и папа Силвестер, кои што живееле и двајцата живееле, биле современици од 4 век. Портретот на светиот римски папа Силвестер го имаме и во нашиот олтар, и во црквата Света Софија Охридска. Тој бил исклучително православен човек, па до схизмата помеѓу источната и западната црква, римските папи биле римски патриарси и епископи, и тие православно ја исповедале верата Христова. Но светиот Силвестер е многу важен за денешниот ден, бидејќи тој заедно со свети Александар Александриски го востановиле денешниот празник. А сега гледајте, од 4 век до ден денешен ние празникот на светиот архистратик Михаил и соборот на светите ангели со кој што тој управува во континуитет без прекин го слави. И сето тоа е така, славењето на светите ангелски бестелесни сили, и заради една друга работа, за која што светите отци јасно ни дале до знаење, а тоа е дека секој народ, крстен со вода и дух, свети, има свој ангел чувар. Ама и секоја личност, посебно, секој човек посебно, крстен со вода и дух свети, има свој ангел чувар. Првиот ангел е сведок на историските текови во кој што живее еден христијански народ, и тој е сведок на сите вознеси и на сите падови на тој народ. А вториот ангелот, што секој од нас го има, од после светото крштение, е исто така сведок на севкупниот наш живот, вклучувајќи го и оној најискриениот, поради што и двата ангели на великиот и страшен суд Господен ќе стојат за да ја сведочат вистината за нас. Таа вистина никој не ќе може да ја преиначи, да ја скрие, не само затоа што Христос е некој што не може да биде прелажан од нас, колку и да сме итри и способни да лажеме и да преваруваме, да прелестуваме други. Но и затоа што нашиот свет ангел, чуварот, хранителот на нашите души и тела, е сведок за се она што ние постапуваме, за се што во нашите глави, во нашите умови смислуваме. Од помисла до мисла и од мисла преку збор до дело. Се. Нема тајна за него. И тој таа тајна за нас ја сведочи.
Во што е нашиот греф? Во тоа што тој е тука и кога грешиме и ни довикнува. Ја го буди гласот на совеста наша. Оној глас што го игнорираме кога ни вика стој. Немој така да мислиш. Немој така да зборуваш. Немој така да постапуваш. А ние го игнорираме и си го туркаме нашиот кеф. Тој е гласот на нашиот ангел. Будителот на нашата совест. А оној што живее со пробудена совест, живее со Бога во себе си. Зашто тој гласот на нашата совест е гласот на Бога во нас, браќи и сестри. Па гледајте колкава е, односно колко е значајна улогата на светите ангели. Господ да ги благослови, а нас да не умудри и правилно да не воспита за нашите најдобри сојузници, ангелите на нашите лични животи, да умееме да ги чуваме крај себе, да ги послушуваме и да им бидеме благодарни за учеството, за нивното учество во делото на нашето спасение и спасението на светот. Амин. За многу.